Со воведни зборови на обвинителството, започна главната расправа за случајот со злоупотреба на ИПАРД фондовите, во кој поранишниот директор на платежната агенција Илија Стоилев се товари за примање награда за противзаконито влијание, а поранишниот министер за локална самоуправа и правда Џевдет Настуфи, во случајов управител на фирма, е обвинет за давање подкуп и организирано влијание. Според обвинението биле ветени и исплатени десетици илјади евра, со цел да се обезбеди одобрување на ИПАРД средства за фирма која не ги исполнувала условите. Обвинителката Наташа Поп Трајкова во воведните зборови истакна дека станува збор за коруптивен систем кој има име и презиме и кој освен што ја нарушил довербата во домашните институции, ја довел во прашање довербата на меѓународните партнери за управувањето со европските фондови во земјава. Целата оваа поставка е злоупотребена со цел заради корупција, како што наведовме и во воведниот говор. Корупцијата имала цена. Цената била 50.000 евра. Корупцијата започнала во агенцијата, таму каде што требало да има заштита на европските фондови и парите на даночните обврзници. Наспроти тоа, постои штета. Секако дека постои штета. Одбраната на Стоилев и Настуфи целосно ги отфрли на водите на обвинителството. Адвокатката на екс-директорот изјави дека обвинението се темели на предпоставки, а не на директни докази, и потенцираше дека Стоилев не учествувал во бодувањето на проектите и не можел да влијае врз конечната одлука. Одбраната на Настуфи пак тврди дека тој ниту дал, ниту ветил парични средства и дека средствата кои биле одобрени биле намалени за околу 65%, што според бранителот дополнително исклучувало можноста за договор за подкуп. Како одбрана сметаме дека обвинението не може да го издржи товарот на сопствената конструкција, од причина што на 28.4. оваа година Европската комисија издаде официјално соопштение согласно кое по направена целосна и детална анализа на процедурите за доделување на средства не биле утврдени апсолутно никакви неправилности. 65% намалените и средства кои требал допрва да ги добие се само основ дека не може да бидат да му ветува на некој. Никакви комуникации нема со другите обвинети во постапката. За останатите обвинети, меѓу кои службени лица од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и Управата за јавни приходи. Обвинението тврди дека преку бодување и административна обработка овозможиле одобрување на проектот спротивно на правилата. На претходното рочиште вработената во платежната агенција Јасмина Костадинова ја призна вината и беше осудена на 10 месеци затвор. Следното рочиште е закажано за 9 јуни.